Пред Тебе сме, Господи, во ова свето обожавање, со поглед вперен во светата Евхаристија, Твоето вистинско тело, Твоето вистинско присуство меѓу нас. Пред Тебе сме, Ти кој никогаш не ја оставаш својата црква сирак, кој секогаш испраќаш пастири според Твоето срце. Во овие денови, кога црквата со трепет чека нов Петров наследник, ние сме тука заедно со Тебе, како учениците крај Теверијадското езеро. Евангелието ни покажува дека Петар и другите ученици се враќаат на риболов, таму каде што се започна. Како да се враќаат на почетокот, ја бараат повторно својата сигурност. Но ноќта е празна, се е темно, мрежите се празни. Како и црквата во моменти на несигурност, кога човечките сили не се доволни. Но во утринската светлина, Ти, Господи Исусе, стоиш на брегот. Непрепознат, но присутен. Така и денес стоиш на брегот на историјата и ја гледаш Твојата црква, ја наблюдуваш во низината борба и ја повикуваш повторно: фрлете ја мрежата. Учениците не го препознаат Твојот лик веднаш. Понекогаш и ние не Те препознаваме во секојдневието, во кризите, но Ти си тука. И кога ќе се отвори срцето, кога ќе се слушне Твојот глас, тогаш мрежата се полни, тогаш доаѓа препознавањето и извикот: тоа е Господ. Господи, во овие моменти на молитва, ние како Петар се фрламе од коработ и трчаме кон Тебе. Не оставаме зад себе сигурност, човечките планови, анализите, прогнозите. Имаме само еден повик: да бидеме со Тебе, да јадеме со Тебе, да го слушнеме повторно Твојот глас. Во разговорот со Петар, Ти не зборуваше за структури, не зборуваше за планови, ниту пак даваше совети. Само едно прашуваш 3 пати: дали ме љубиш? Тоа е прашањето што го поставуваш денес и на Твојата црква. Тоа е прашањето што ќе го поставиш и на оној што ќе биде избран како Твој наместник на земјата. Љубовта е основата на пастирот, не политиката, не дипломатијата, не управувањето, туку љубовта што простува. Љубовта која плаче со народот, која се радува со радостите и страда со страдалниците. Петар 3 пати се отрече од Тебе, но Ти му даде можност 3 пати да ја покаже својата љубов. Така, Ти не ја градиш, Господи, црквата врз совршени луѓе, туку врз оние што се покајуваат, што Те љубат и се враќаат пак кај Тебе. Ти го избра Петар, рибарот, импулсивниот, но искрен, затоа што во неговото срце имаше љубов. Паси ги овците мој, му рече. Тој повик, таа задача и денес одекнува во конклавата, во молитвите на верните, во желбата на народот Божји за добар пастир. Господи, ние не го познаваме оној кого ќе го повикаш на Петровиот престол, но Ти го познаваш. Ти знаеш во чие срце гори љубовта за Тебе. Ти знаеш кој ќе може да ги носи товарите на времето, да зборува заедно со Твојата црква, да биде мост меѓу народите, миротворец, чувар на верата и слуга на вистината. Испрати го, Господи, Твојот свет дух врз кардиналите што ќе гласаат.
да не бидат водени од човечки пресмети калкулации, туку да бидат вдахновени од Бога. Да не гледаат на титули, на географии, туку на срцето и светоста. Пред Тебе сме, Господи, во молитва и со надеж, со вера, дека Ти никогаш не ја оставаш својата црква, дека и денес, како и тогаш на брегот, стоиш и ги повикуваш Твоите. Паси ги моите овци, ќе му речеш повторно. И ние ќе кажеме, Господи, Ти знаеш се. Ти знаеш дека Те љубиме. Амин.